Добар ден. Истрекен ден Владо Павлов. Продолжуваме со битката за вистината. Продолжуваме со правдата наша македонска. Продолжуваме со аргументи, факти и докази зашто Владо Павлов сметал на непријателите на ВМРО ДПМН од 93-та, 94-та, 95-та, па и 96-та година. Моje право е да се држам до вистината, затоа што ако непријател во овие години на ВМРО ДПМН бил јужниот сосед, после овие години, од само нарачаниот атентат, посебно после 10 години, од сето она што го прави Владо Павлов за Македонија, повеќе од јасно е дека станал исто така непријател на оние кои што учествуваат заедно со Киро Таушанов Глигоров во само нарачаниот атентат. Јас ве разбирам, молчеливи мои македонци, потполно ве разбирам и знам дека на вас ви е полесно да живеете со катанец на умот и пранги на нозете, отколку да ја согледате вистината и да се борите за вистината, која што значи спас на секој македонец во целиот свет. Воедно ве уверувам дека вашиот страв нема многу да ви помогне, освен тоа што и понатаму ќе бидете робови, па и името Словен значи роб. Ама повеќе од очигледно е дека поголемиот број македонци сакат да бидат словени робови, отколку сакаат да бидат слободни, без катанец на умот и пранги на нозете. Ја ве разбирам дека ако умот и мозокот е научен на некоја песна, на некоја музика, и ако сега се појави некој друг нов и ви дава друга музика, други ноти, тешко е да ги прифатите. Така и со само нарачаниот атентат, така и со гробот, така и со историјата, која што е фалсификувана и која што најпрво не им се допаѓа на историчарите кои што добро пливаат во Македонија со ова лажна историја, наметната од јужниот сосед, и нормално дека Владо Павлов ќе биде непријател и нивен. Дали се согласувате до овде дека мозокот многу тешко може да створи нова навика за преципирање на вистината и правдата и работите кои што се поврзани со денешна Македонија? За да ви докажам дека сум во право, јас би ве прашал следново. И ќе чекам одговор, бидејќи ако продолжиме и понатаму да бидам како монодрама, немам потреба да разговарам и немам потреба главата од торба да ја ставам, па ќе си викам како еден мој пријател, како неговиот татко, нели, како инспектор и стои позиците сценарија на мојот пријател кој што велеше покроце, 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 ама ете видовме и денот ќе дојде да ги објавиме сите нив кои учествуваат во заговорот против Владо Павлов со докази и аргументи и зошто тоа го правеле. Јас не сум со идеологијата на покроце, затоа што во таа идеологија на покроце постојат некои работи кои што се скриени, работи кои што се прават во интерес
на оние кои што велат по кроце. Ако докажам, а веќе докажувам, дека главниот непријател на ВМРО ДПМН од 90-тите години била Англија, дали ќе ми верувате? Затоа што Грција е пандам на Англија, па и самиот Џорџ Сорос. Јас ќе ви прочитам нови работи и стари, кои што сум ги тргал настрана, со факти и аргументи да ви докажам дека ние немаме атентат врз Киро, туку ние имаме атентат врз нашето македонско ВМРО ДПМН од 90-тите години, кој денес нема ни В буквата од тоа ВМРО ДПМН, и тоа е токму поради овој само наречен атентат, каде што во терор, во тој временски период, во таа 95 и 96 кобна година за ВМРО ДПМН, учествуваа КОС и УДБА во уништување на истата партија, за да подосна самиот наречител ја спои во едно и да биде таа една единствена партија СДС ДПН. Замислете, како го одиграле сето ова. Замислете како го сето тоа направиле. Еве едно блиц прашање. Ако немаше атентат само наречен на Киро, немаше да има и атентат според Владо Павлов на ВМРО ДПМН од 90-тите години. Немаше да има ноќ на вештерки и гонење на лица кои што се гласноговорници за Македонија, за македонскиот кутлеш и за се што е поврзано со Македонија. Немаше да има преку 20.000 претреси на македонци од ВМРО ДПМН од 90-тите години. Немаше да има преку 120.000 легитимирања на македонци од ВМРО ДПМН. Немаше да се сее страф. Немаше да има уништување на оваа политичка партија, кој се бореше за македонизмот и сметаше на јужниот сосед Грција. Значи ли тоа, ако немаше атентат, немаше да има промена на знамето, немаше да има денес и промена на името, а немаше и денес да ги имаме овие проблеми кои што ги имаме со Бугарија. А зошто ги имаме проблемите со Бугарија? Затоа што тие се Северна Македонија. Ама никој не сака тоа да му го каже. Никој. И нормално, јас верувам дека овие проблеми со Бугарија не се од сега. И дека Бугарија и Грција, кога е во прашање Македонија, работат заедно. Од тука и бугарските пасоши. Од тука и ова новото што се случува со Бугарија, кое што добива во поголем интензитет после Преспанскиот договор. Дали сите овие работи ќе се случи ако немаше атентат и ако немаше терор врз ВМРО ДПМН од 90-тите години? Ќе ми одговори ли некој? Или подобро е да молчиме? Се плашиме, знаете дека видеото го гледат најпрво КОС и УДБА, а потоа сите странски служби. И нека го гледат. Македонецот не се плаши од земското. Македонецот не се плаши од смрт. Ама вие кои што молчите, се плашите од земското и не верувате дека има нешто небесно. Наспроти што треба се плашите од небесното. Тука е проблемот. Ваш, македонци мои, се плашите од земското затоа што не верувате во небесното. А секој ден палите свеќи и секој ден се молите и носите зветини, не знам што ли не, по манастири и по цркви. Па зарем Исус не е вистината и љубовта? Зарем Исус не е
правдата или Архангел Михаил. Од што да се плашиме? Ако ова е лага, да се плашиме. Ајде нека ми каже некој, дали ако имаше атентат, дали ако немаше атентат врз Киро Таушанов Глигоров, Македонија денес ќе имаше знаме, кутлеш, и Македонија денес секогаш ќе беше Македонија, никогаш северна. Ајде објаснете ми. Затоа што оно што се случуваше со ВМРО ДПМН од 90-тите се случува со Владо Павлов и Македонската фаланга од 2005 година. Дали сум појасен сега? На кого смета Владо Павлов, а на кого сметаше ВМРО ДПМН од 90-тите години? Каде сте, македончиња? Каде бевте, кај отидовте? Знаете каде сте? Ве стави коси удба во Глушчева дупка. Така убаво ве наместија Млекце и Балбаковски, што тие се богови за вас. Ако пластичниот динамит е искористен од Југословенска народна армија, ако упалјачот исто така од Југословенска народна армија за активирање, тогаш кој стои позади атентатот? Кои, македонци мои? Затоа Прчковски трчеше прв да се пронајде упалјачот, да не се открие. Голема структура на коси удба до ден денес си игра пинг-понг со вас. И уште не можем да поверувам. Како може да верувате? На метро пред вас мерцесот од страната на Киро Глигоров од звучната фреквенција е целио искривен. Со 1 килограм пластичен експлозив да поминеш една гребнатинка, а да не ти пукнат ушните топанчиња. Толку ли сте наивни, македонци мои? Може би. Затоа дали и наградата од 1 милион. Затоа што никој не верувале дека може да го открие Киро Глигоров како нарачател во спрега со неговите пријатели. Кој што одработија Грција денес да се вика Македонија. Може би не денес, ама во иднина, ако молчите и понатаму мои плашливи македонци од земското, а не го почитувате и не го гледате небесното, Грција ќе се вика Македонија. И сето тоа започна од овој самонарачен атентат. Тоест претходно, со 20 милиони долари од Џорџ Сорос. Така и со гробот. Од тука пронајдете. Зошто плејада на шпиони поминаа преку Владо Павлов? Зошто си искористени и оние кои што беа до Владо Павлов? Затоа што требаше ова да се замаскира, да се зацементира, за да и понатаму лажиме и манипулираме и останеме онака како што сме. Никогаш Македонија, секој северна. Македонската фаланга
од 2005 година. Може би не ја гледате, ама работи. Може би работи, ама некој ќе каже не се слуша. Ради, а не се чуе. Ама ќе дојде ден кој ќе сватите колку работи за Македонија завршила македонската фаланга и Владо Павлов. Многу брзо ќе дојде денот. Затоа што ово што доаѓа денес нема да го барате СДС-ДП на една политичка партија што ја направи Киро Глигоров преку неговиот нарачен атентат. Ќе барате македонската фаланга и сите оние кои што се поврзани со небесното и земското. Помнете и не заборавајте. Не знам каде ќе бидете утре кога ќе рокаат нуклеарките. Ќе се криете во подруми. Во подрумите немате радијација, а во подрумите имате радон. Размислете. Размислете убаво. Што не чека и што доаѓа. И што било во минатото. Па затоа Ѓорđ Сорос ќе каже: морам искрено да ви кажам дека знамето на Македонија е исто така провокација, зашто сонцето на Александар е најдено во Грција, а не во Македонија. Замислете, сонцето било најдено во Грција, не во Македонија. И затоа ние немаме право на името Македонија, и затоа ние немаме право на македонскиот кутлеш. И затоа ние треба да се молиме на очи од Тито, а не на нашиот татко Филип, и на синот македонски и светски, царот на царевите и кралот на кралевите Александар III Македонски. Не велики. Затоа што таму бил понајден. А што правиме? Ако не стариот символ на кутлешот е символот на Македон, и тоа е цвеќето на животот. Дали Грција ќе нема право на Македонија, како тоа што ни го прават тие на нас? И Бугарија. А овие три земји сите имаат идентично право на Македонија. Од каде што започнало создавањето на Македонија со Македон. И најстариот символ на кутлешот, цвеќето на животот. Па затоа подземните политички структури, ова подземна влада или влада во сенка, побрза да го тргне и да го острани и да го однесе во подрумските простории на МВР Довлочани, заедно со други докази, кои што потврдуваат дека и ние сме Македонија, затоа што имаме постар доказ од македонскиот кутлеш кој што е пронајден на територија на денешна Грција, кој што е поврзан со Филип и Александар. И како може Филип и Александар да потекнуваат од Македон, а ние го имаме најстариот доказ, цвеќето на животот кој што денес е отмено, киднапирано и оставено на милост и немилост од Паско Кузман во 2005 година, заедно со матицата, грижливо чувано од Владо Павлов и македонската фаланга 20 години, за да денес овој доказ ви седи во подрумските простории и се чека Владо Павлов да биде мртов, како крунисен сведок на ово откритие, за да може и овој доказ да отиде во Грција, како што некогаш и македонскиот кутлеш од Филип отишол. И продолжувам. Големиот Ѓорđ Сорос вели: дозволете ми да ве прашам дали тоа знаме е неизбежно. Го разбирам
вашето инсистирање на името Македонија. Зашто ако не припаѓате на Македонија, тогаш каде припаѓате? Ова важи и за албанците и за власите. И за сите други националности кои живеат во новородената држава, а не само за македонците. 93 година Ѓорѓ Сорос на Киро Глигоров и на Бранко Црвенковски вели: во новородената држава. Ама за Кичановичи 25 милиона долара ние сме се. Така ли е, Бранко Црвенковски? Прашајте го, испратете му го видеото. Дали ние, Бранко Црвенковски, сме новородена држава, на кој што Ѓорѓ Сорос така се упатил пред сите вас? Зарем не ве е срам сите вас пратениците од првиот парламентарен состав да ве условуваат со новородена држава? Малтене ние сме од 45-та година. Ова важи и за албанците, за власите и за сите други националности кои живеат во новородената држава, а не само за македонците. Новородена држава, 93-та година, Ѓорѓ Сорос пред сите вас ви кажува: засрамете се, а ти навике, Бранко Црвенковски, најголемиот патриот на Македонија или најголемиот патриот на Грција. Одлучите вие, македонци. И продолжувам. Го разбирам гневот што многу македонци го чувствуваат према Грција, поради низиното инсистирање и политиката според која секој граѓанин на Грција е грк. А гневот е само кај македонците во ВМРО ДПМН во 90-те години. Значи јасно Ѓорѓ Сорос го пронаѓа проблемот, кој што е испратен како аѓутант со тие 25 милиона долари, како некогаш потописците од Прусија, Германија, Франција кои оделе по Македонија за време на отоманското робство. За да ја оствари мисијата Македонија на македонците, тоест Македонија на немакедонците или Македонија на грците. Дали сум во право, Бранко Црвенковски? Еве јас те повикувам да разговараме на ова тема. Јас и ти. Без разлика што денес си во црна мајца, утре во бела, или маскиран шеташ по кео на Вардар, пешачиш, тоа е све добро од тебе. Те учат некои мои некогашни пријатели, шпиони од тебе, пуштени ке Владо Павлов за македонизамот, бидејќи благе везе немаш за Македонија, освен за Титова Југославија. Ајде јас и ти, Бранко Црвенковски, во било која сакаш телевизиска куќа и во било кој и со било кој сакаш новинар да збориме за ова депата, да збориме за ова тема 25 милиона долари од Ѓорѓ Сорос, атентатот на Киро и гробот. Ајде, чика бране! Биди маж! Само многу потешко ќе успеете да го умртвите Владо Павлов и македонската фаланга, кој што никој не ја гледате. И не треба да ја гледате. А таа е вечно жива. Како тоа што го направите со ВМРО ДПМН во 90-те години. И продолжувам. Ѓорѓ Сорос го разбирал гневот што многу македонци го чувствувале спрема Грција поради нејзиното инсистирање на политиката според која секој граѓанин на Грција е грк. Но вие немате никаква основа да претендирате на делови од Грција. Единствената врска што имате со Александар
велики, а не е велики македонски е тоа што тој живеел во Македонија. Но гробот на Александар е во друг дел од Македонија. И одбирајќи го сонцето на Александар, за ваше знаме, вие всушност внесовте збрка во проблемот. Како можел големиот Киро Таушанов Глигоров и вашиот голем папа Бранко Црвенковски ова да го прифати? И денес ви се најголемите македонци, а ние најголемите предавници, најголемите издајници, најголемите преваранти. Како можел овој жив папа денес Бранко Црвенковски, како голем македонец, ова да го прифати? Па дори вели, доколку сакате да бидете признаени како независна држава, вие морате многу јасно да ја разграничите Македонија како територија од Македонија како држава. Дали ти Бранко и Киро покоен не само што ја разграничивте Македонија како држава, вие ја уништивте. Затоа ли беше инсистирано на бойкотирам од Љупчо Георгиевски, за да се спроведе влашката приватизација во кој 80% од капиталот во Македонија да го земат Грци? А Бранко Црвенковски? Само едно да знаеш, чека бране, има Бог и над мене, има Бог и над тебе. Помни и не заборавај. Македонија е земја на Македон, на Александар, на Исус. И не е Македонија бавча, кој што секој може да дојде и да ора во нејзе. Може би до денес можело, нама во иднина не може тоа веќе да успее. Затоа што Македонија е рајската земја. А за тоа докажува афионот и на стариот символ на македонскиот кутлеш, а тоа е цвеќето на животот кој што Паско Кузма 19 години го остави на милост и немилост. А после 19 години мораше да дојдат од против пожарна, мораше да дојде пожарна од Дувлочани, моје Кочани, да го извади од зидовите кај што го чувавме грижливо. Затоа што никој друг не можеше да го отне од таму. Па дури да сакаше некој да го украде. Не можеше ни МВР од Кочани кога правеше претрес да го земе, па мораше пожарната да дојде да го вади и да го носи во подрумските простории. И денес сите вие ќе ми се правите патриоти. И денес сите вие ќе ги заборавате нашите браќа од ВМРО ДПМН од 90-тите, на кој што беше направен овој атентат, а не на Киро. И продолжувам. Вие со право сте гневни, вели Џорџ Сорос, на грчката политика, според која секој граѓанин на Грција е грк. Но ако инсистирате на тоа дека секој граѓанин на Македонија треба да е македонец, ќе се навлечете во несреќа на вратот. И нашата несреќа на вратот дојде со само наречаниот атентат. А вие самите замислите и размислите кој го организирал, ако Киро Глигоров е извршителот. Бидејќи нема атентат врз Киро. Затоа што нека ми докаже Бранко во било која телевизиска куќа. Јас и он на дебата, како може и која звучна фреквенција прави 1 килограм пластичен експлозив, земен од ЈНА, земен од КОС, на метар пред него. И да помине
без пукање на ушно тапанчи. А со докази, аргументи и факти ќе потврдиме дека само звукот од тој 1 килограм пластичен експлозив го направи тоа што го направи со шоферот. На такво растојание пука пола череп и пукат белите дробови. Ајде, Бране, докажи дека не сум во право. Кажав, Владо Павлов не бара ни динар, транспарентно наградата ќе ја даде за гапи солени собини в цела Македонија, кај што бесплатно ќе одржуваме телото на наши браќа македонци кои што немаат финансии и пари да стигнат до Скопје и Битола. Дали ова не ви кажува дека Киро Глигоров бил во спрега со Сорос и Грција? Затоа што вели, вие со право сте гневни на грчката политика според која секој граѓанин на Грција е грк. Но ако инсистирате на тоа дека секој граѓанин на Македонија треба да е македонец, ќе си навлечете несреќа во вратот. Несреќа во вратот. И дојде атентатот. А на кого тоа го кажува? На неголемиот непријател на Грција, а тоа е ВМРО ДПМНЕ. Ако не верувате, еве ќе ви кажам. Исто така Џорџ Сорос вели, едно е сигурно, има многу македонци со долго памтење, кои се погодени од асимилаторската политика спроведувана од Грција. Има македонци кои се уште сонуваат за голема Македонија, која би ги вклучила деловите од Грција и тие го сочинуваат и јадрото на главната опозицијска партија ВМРО ДПМНЕ и токму тоа ја загрижува Грција. Ова го кажува Џорџ Сорос, не го кажува Владо Павлов. Што ја загрижувало Грција? Слободно, единствено, македонско ВМРО ДПМНЕ. И затоа подоцна требаше дојде атентатот, за да немаме слободно, единствено, македонско ВМРО ДПМНЕ, туку да имаме СДСМ ДПМНЕ, една политичка партија, Киро Глигорова. И тоа успеа со Васил Топурковски. Па дури рамковниот договор дојде со Васил Топурковски. Поради таа 1 милиарда од Тајван. И повликувањето на Умпредеп и оставањето на Македонија сама на себе, поради кој што дојде подоцна 2001. Ете го вашиот Бранко Црвековски, големиот Бранко кој што стои по сите овие сценарија, кој што премолчил кога му кажале и кога Џорџ Сорос кажал ке имаш Кичановиќ $25 милиона, ама молк за Македонија. И ако некој смета, треба да се отстрани. 10 години после атентатот се појави македонската фаланга и Владо Павлов со Александријада 2005 година. И почна ноќте на вештерки со Владо Павлов и сите мои пријатели. Идентично како што тоа го правеше Бранко Црвенковски во времето на после атентатот самонарачен од Киро. Идентично како тоа што го правија на ВМРО ДПМНЕ во 90-те години. И тоа трае до ден денес. И уште не му јасно и на Бранко и на сите странски служби како може да опстои Владо Павлов се уште. После 20 години. Да не му срушиме дух, да не го уништиме. Како тоа што го направивме со многу македонци во 90-те години од ВМРО ДПМНЕ. Знаеш како, Бранко? Знам дека има многу шпиони кои што ги одадат да го гледат видеото. Колку и да бараш средба, нема да успее. Колку и да прави сценарија против Владо Павлов, нема да успеат.
Независно дали го тоа правите преку некоја моја бивша сопруга или преку мои пријатели кои што вие ги испративте и ги наградувавте со тендери. И со некои други работи, да не ги споменувам. Македонија ќе воскресне, Бранко. И ќе се врати сето оно што било уништено од Сорос и од Грција. И од сите вас. Па и од тебе, Бранко Црвенковски. Со вас или без вас, Македонија ќе воскресне. Затоа што, ако во 90-те години Грција се грижувала ВМРО ДПМН, па моравте да направите организиран кос атентат, само нарачен од Киро Глигоров, под капата на овие кои што ви ги споменувам, за да се уништи ВМРО ДПМН. А денес истото го правите тој со Владо Павлов и со сите македонски фалангисти кои што ја почитуваат Македонија. Само да догледате некој кој што е најблиско до Владо, трчете одма да го уништите. Од 22 декември завршува Сечика, бране. И имаш уште малку време да се извиниш пред овој народ за целото зло што го правиш во интерес на Грција. Затоа што и тоа е Македонија, и ова е Македонија, и Бугарија е Македонија. Да, Бранко Црвенковски. Овие три земји имаат право на Македонија. Затоа што Македон, првата територија Македонија формира во Ематеја, Брегалнички регион и Тракија, денешна Бугарија. А подоцна се приклучува и Грција, тогаш е Сонија. Тоа значи дека Македонија, Бугарија и Грција имаат заедничка историја и заедничко знаме и заеднички јазик, заедничка култура. И никој не може да се отргне од тоа. Колку имам право јас како македонец во ова Македонија, толку има право и Грција и Бугарија. И доста флиртувате некој да го земе и да го присвои македонизамот за да му го даде на друг. Затоа смета и гробот. Затоа ги правеа сите овие хајки против Владо Павлов. Однатре и однадвор. И не се плашам на никого. Нема ни да се плашам. А ти, Бранко Црвенковски, верувај во небесната фаланга. Затоа што земската фаланга може би си измислил и направил за тебе, но не можеш да бидеш монарх. Не Максим, Свети Максим да е со тебе. И било кој друг од овие политички елити. Затоа што има разлика од земското и небесното. А монархо-македонски Бранко Црвенковски не е само земски. Тој е земско и небесни. Тој е грифон. Пола орел, пола лав. Може би ти си лав, ама не си орел. Бранко Црвенковски. Најголемиот кроничен сведок, кој што му го дава прстенот од илуминанти, Киро Таушанов Глигоров, со неговиот само нарачен атентат, и му дава во владение на Македонија е Бранко Црвенковски. Владението на Киро Глигоров завршува и давањето, поклонувањето на прстенот од илуминати на Бранко Црвенковски е во времето кога е измислен овој атентат. Од атентатот до ден денес, позади сите овие сценарии стои Бранко Црвенковски. А пред атентатот, со овие случувања со Сорос, стои Киро Таушанов Глигоров. Ете, македонци, самите одлучете. А вие, деца, роднини на покојните големи македонци од ВМРО ДПМН во 90-те години, обединете се со македонската фаланга и да го расчистиме ова што го правеле овие
како Киро Глигоров и Бранко Црвенковски и останатите, под капата на јужниот сосед и Џорџ Сорос или под капата на англискиот двор за уништување на македонизмот и уништувањето на Македонија. Од тука мора да има и лажен гроб, ама прво требаше да се смени името Северна Македонија. Затоа што ние како Северна Македонија, ние сме под капата на јужниот сосед. Затоа што ако ние сме Северна, Македонија е денешна територија на Грција. И затоа да чести овие со геолифот. Обидувајќи се да не манипулират нас македонците. Дека во некои црни делови на Македонија, во црнилиште, во Црна, кај што има богати резерви на нафтени шкрилци од кои што се прави фосилното гориво, денес би бил погребан живиот Бог. Затоа ви кажав пред месец дена, откога ќе почнеме ова тематика и гробот, геоливци, па дури ако треба и вардарски рид ќе се јаве сега да зборуваат за гробот на Александар. Се со една цел, повторно да ја загушат вистината од Владо Павлов и македонската фаланга. Да, невидлива е, ама за кратко време ќе биде видлива. Ајде, Бранко Црвенковски, јас и ти, во било која сакаш телевизиска куќа, со било кој сакаш новинар, на тема менување на знамето на Кутлешот, атентатот на Киро и на тема Џорџ Сорос и 25 милиони долари. Ајде, Бранко, ако имаш младиња, да кажеме вистината за Македонија, затоа што овие, другите, се твоја приватна собственост. После атентатот на Киро, со врачувањето на прстенот од илуминати од Киро Глигоров на тебе. Ајде, Бранко, да зборуваме за земско и небесно. Да зборуваме за лав и орел. Ама не црн орел, бел орел. Ајде, Бранко, да ја кажеме вистината за ова робство на својот народ, од кого што живееш, од кого што создаваш, од кого што фамилија одгледуваш. И време е да му ја кажеме вистината на овој македонски народ. Колку вие, со извинение, го за други туги интереси. За интереси на Грција, за интереси на Џорџ Сорос, за интереси на Англија. Дајте, не го манипулирајте овој мој македонски народ повеќе. Му престои тешка зима, му престои нова пандемија, измислена, нарачана. Зима, без кој нема да си купат, зима без кој нема да знаат како леп да купат на себе и на своите деца. Зима без дрва, на гладни и измрзнати македонци. Ајде, Бранко Црвенковски, ако имаш малку доблес пред овај народ кој што те почитувал и сакал, да му ја кажеме вистината, дека нема атентат Киро, има атентат најмакедонското, најсилното, најединственото во 90-те години, тоа е ВМРО ДПМН. А вие македонци, молчите, ама утре ќе умирате во подрумите. Ве сакам и гледајте вистината и правдата за се оно што се прави. Одговорно тврдам дека се што се правеше против ВМРО ДПМН од 90-тите, од 2005 година до ден денес се прави против Владо Павлов. Зошто? Затоа што е македонец. Ја сака Македонија и не се плаши од грчките тајни служби, од соросоидите во Македонија, а најмалку од новиот антихрист кој што треба да дојде од англискиот двор,
и на кого му прави македон пат. Овој споменатиот денес и сите оние кои што го измислија лажниот атентат на Киро. Да живее Македонија. Никога северна, само Македонија. Бидејќи ние имаме право на Македонија. Имаме право да бидеме македонци. А тоа го докажуваат сите открити од Владо Павлов. И нестариот доказ на Кутлешот кој што ево под румските простории, на МВР довлочени, а тоа е цвеќето на животот, на кој што Паско Кузман не му обрати внимание и го остави на милост и немилост. Да живее Македонија и цвеќето на животот на стариот македонски Кутлеш, со кој докажуваме дека сме македонци, без разлика на се што ни се случува. А вие, полтроните на Сорос, полтроните на Бранко Црвенковски, полтроните на Киро Глигоров, терајте си понатаму да бидете черепи и коски. Но немојте пред моите луѓе, пред моите браќа и сестри во македонската фаланга, да ги представувате черепи и коски како нешто големо. Ако ви ја купиле душата, носете си ги на мајцата черепите и коските, подалеку од нас. Македонија не е препознатлива со черепи и коски. Македонија е живот. И никој нема право, ниту ние, затоа што македонскиот Кутлеш е символ на животот на земјата, затоа што македонскиот Кутлеш е македонски и светски символ, и никој нема право сам да си го присвојува како тоа што го прават грците. Никој! Затоа што тој е Богот во нас и во сите нации на целата земјина сфера. Така му пренесете на Бранко Црвенковски. Македонскиот Кутлеш е символ македонски и светски, како што Александар е син македонски и светски. И никој нема право, ниту ние како македонци, да го присвојуваме. Затоа што се што е поврзано со Македонија е светско. А за да го присвои јужниот сосед, се направи овој лажен атентат. Ајде Бранко Црвенковски, јас и ти, во било која телевизија, со било кој сакаш новинар, на тема Џорџ Сорос со 90-тите со 25 милиона долара, на тема јужниот сосед, на тема атентатот на Киро Глигоров, на тема гробот и на што сакаш. Верувам дека Мичо Крокодилот и Димитри те научија нешто за Македонија кога те шетат по кеот на Вардар оваа година, Бранко Црвенковски. А дали ги праша ти, Бранко Црвенковски, Мичо и Димитри, од кого тие учија за Македонија? Што тебе те учат за Македонија денес и те спремат за монарх. Ама има разлика, Бранко Црвенковски. Македонскиот монарх е земско, небесно. Не оди преку ред. Те почитувам, Бранко. Не оди преку ред. И секој треба да го почитува. Ако не друго, 300.000 луѓе си изнесол на улица. Твојата харизма не е за монарх. Твојата харизма е да бареш прошко од овој македонски народ, Бранко Црвенковски, да оставиш кармата и да продолжиш со Владо Павлов да правиме македон пат за вистинскиот монарх на Македонија, кој што треба да биде земско, небесни. Ако не се освестиме, Бранко Црвенковски, онда што се случи со Ниче Димовски малку ќе биде за мене и за тебе. Мораме да правиме, Бранко Црвенковски, македон пат за нашиот монарх македонски, небесно и земски. Јас и ти сме многу мали пред него. Многу сме мали. Тој доаѓа со огонот. Сакаш разбери ме, сакаш ич не ме разбирај. И вие, мои македонци, изборот е ваш, што ќе правите.
Тој доаѓа со огнот и е многу голем. И никој не може да го попречи. Тоа е Армагедон. И оно што го спремате од март во Кочани на Кочански панаѓур, со оно што го прави Ердоган, Армагедон малку ќе ни биде Кочани. Да живее Македонија, никога северна. Пренесете го видеото на Бранко Црвенковски и очекувам дека ќе прифати да зборуваме на тема земско и небесно, да зборуваме на тема монарх на Македонија, а тој не е, ниту јас, да зборуваме на тема Џорџ Сорос $25 милиона, да зборуваме на тема атентат на Киро, да зборуваме на тема непријателот ВМРО ДПМН во негово време не бил негов, туку на Грција и на Киро, да зборуваме за се што е направено против Македонија и да бараме прошка од македонскиот народ и од оние кои што починаа од биолошки атентати преку стуѓади, од оние кои што ги правеа влашките приватизации, од оние кои што малтретираа и измислуваа атентати за да прават ног на долгите вештерки, од оние кои што заборавија да му стават апаратче на уши на Киро за да веруваме дека бил во автомобилот. Ајде, чика бране, јас и ти, каде сакаш и во колку сакаш, по кое време и со кој сакаш новинар. Да живее Македонија, никога северна.